Театар имало и секогаш ке има, и сега и во последните 50 или 70 години. Тој е особено потребен, затоа што од сите јавни уметности само театарот се случува од уста во уста, од очи во очи, од раце в раце, од тело кон тело. Не му треба посредник меѓу човек и човек, а тој не ја представува најпровидната страна на светлината, туку светлината сама по себе, што свети од сите четири страни и која е лесно препознатлива за секој човек без разлика дали е непријател или добронамерник, напиша рускиот режисер Анатолиј Василјев по повод Светскиот ден на театарот. Најприродно место кај што можам да бидеме тука во театарот. Јас за жал не бев на премиерата на Елка Кајванови, но вечер имав можност да видам една многу интересна форма на изведба на Елка Кајванови. Јас сум гледал неколку варијанти. Воведенски е еден од најинтересните и чудни автори, така што Битолскиот театар може да се справува со сите видови, со сите жанрови, со сите форми. Успешно се справили овде. Актерите го слават театарот секојдневно. Во секоја представа актерите даваат дел од себе, посочи актерот Петар Гурко. Битола е позната по својата театарска традиција, сепак ова е најстариот македонски театар и со негувањето на таа детска публика. Од моја лична страна, јас 21 година сум Дедо Мраз и подготуваме секоја година нови сценарија, нови представи за деца. Меѓутоа и со отворањето на новите театри, со детскиот театар Бабец и со играњето на нивните представи, тоа е единствениот начин на кој треба да се валоризира и треба да стигне таа детска публика и да се навлече на некој начин на квалитет. Општо познато е дека театарот важи за магија во ова наше општество. Пред се на луѓето би му посакал да доаѓаат колку може почесто во театар. Театарот е магија, таму може да се пронедат во секој случај. А јас пред се многу скромно би си посакал себе си на сите мои колеги уште многу години вака да го прославуваме весело, срекни, задоволни, исполнети. Македонскиот режисер Петар Ставрев порача да излеземе сите од зимата на нашето незадоволство и да влеземе во пролетта на театарот, каде што нетрпеливо не чека нашиот Дионис.